Бројот на болни од грип вообичаено за овој период од годината расте. 215 пријавени случаи се евидентирани во Центарот за јавно здравје во Тетово само во четвртата недела од јануари, или за 116 повеќе од претходната. Според епидемиолозите, ова е резултат не само на ширењето на грипот, туку и заради зголемената мобилност кај матичните лекари во делот на редовното евидентирање и пријавување на грипозните, но и подобрата едукација на пациентите за навремено барање лекарска помош. Симптомите ви се од покачена температура со високи вредности на 39 степени Целзиусови, мијалги, односно болки по телото, некоја сува кашлица најчесто се јавува, значи малаксалост, може да се јави еден тип на затнат нос, односно ринониреја, солзење на очите да се јави и некои такви слични симптоми. Во Тетовскиот регион и натаму најбројни се болните на возраст од 15 до 64 години, пошто доаѓаат децата до 4 годишна возраст. Вирусот на грип и компликациите од него доаѓаат како резултат на намалениот имунолошки систем кај постарите и хронично болни лица и кај децата, кај кои се уште не е развиен одбранбениот систем. Пациентите со лесна клиничка слика можат да се лекуваат во домашни услови, со топли напитоци, чаеви, додека и со одредени препарати што ќе ги препорача матичниот доктор. Инаку, пациентите со средна клиничка слика се следат, односно веднаш се пристапува кон давање на одредени препарати од типот на Тамифлу. Према возраста на пациентот така и се ординира лекот, затоа што во овој период имаме еден друг проблем, се појави вирусот од типот на H1N1, знаете тоа популарниот свински грип што го кажуваат, дури имавме на клиниката за инфективни болести екзитирано пациент, што во случајот беше од Тетово, има и уште неколку критични болни во една критична здравствена состојба. Најголем број и процент на заболени се пријавени од страна на Центарот за јавно здравје од Скопје, пошто доаѓа Тетово со 593 или 17% од вкупно грипозните во Македонија. Овие бројки се однесуваат за целиот период од октомври до сега.